Amen.
Благодарност упатува и до ректорот, проректорите и сите соработници од универзитетот, затоа што нашата соработка е стабилна и верувам дека виднина ќе се продолжува и развива со уште поголема динамика и резултати. Голема благодарност до градоначалникот на општина Битола, Советот, пратениците од Битола во Собранието на Република Македонија за континуираната поддршка, како и до министерот и вработените во Министерството за култура и туризам, кои ни даваат континуирана поддршка за нашите проекти и програми. Почитувано, да продолжиме да ја чуваме библиотеката како храм на знаењето и културата, да ги негуваме јазикот, книгата и мислата, затоа што ако исчезне словото, исчезнува и народот, а нашата мисија е јасна, да ја пренесеме светлината на мудроста на идните поколенија. Нека ни е честит патронин празник, да се вечни и благословени делата на Свети Климент Охридски. Ви благодарам.
Ваше високо преосвещенство, митрополит Респанско-Пелагонийски, почитуван господин Петар, почитуван градоначалник на општина Битола, доктор Тони Коњановски, почитуван ректор на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, професор доктор Игор Неделковски, почитувана заменик градоначалничке Марина Крстич, почитуван председател на Советот Бојан Бојковски, почитувани градоначалници на општина Новаци и општина Могила, почитувани професори, почитувани директори, почитувани библиотекари, колеги, почитувани читатели, почитувани љубители и пријатели на нашата библиотека. Со голема одговорност, но и задоволство, ви се обраќам од оваа говорница како директор на Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Битола, која повеќе од 8 децении е чувар на знаењето, културата и традицијата на нашиот град и нашата држава. Во времења на брзи технолошки промени, библиотеката останува непроменливо место на мудроста, каде што пишаниот збор го зачува своето достоинство, а секој читател го пронаоѓа своето патување. Токму поради тоа, нашата мисија не е само да издаваме книги и да ги чуваме, туку и да ги разбудиме со модерните начини на дигитализација, современи форми на промоција и култура и секако академска соработка. Денес, овде, заеднички градиме простор во кој традицијата се спојува со модерното, а нашата библиотека се поставува како активен учесник во културниот, образовниот и општествениот живот на нашиот град. Денешниот настан го одбележуваме со особена гордост, затоа што пред јавноста ќе промовираме дела кои што ќе ја заокружат нашата јубилејна година, каде што прославивме 80 години традиција од нашето постоење, и затоа ќе промовираме 2 библиографии, 2 каталози, по застој од 7 години, една книга, публикација за историјата на нашата библиотека и монографија по повод 80 години од постоењето на Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Битола од 1945 година до 2025 година. Традиционалниот зборник на роднокрајни автори и списанието Библиотечен тренд, двоброј кој по својот обем и содржина значително се разликува, а тоа е резултат на богатата програма и на нашата вредна и упорна работа заедно со моите колеги библиотекари. Промотори на нашите изданија се почитуваната професорка доктор Елка Јачева Улчар, голем поборник за нашиот идентитет и јазик, и нашиот најголем пријател на библиотеката Илче Стојановски, писателот кој што беше и поранешен програмски директор, раководител на оваа библиотека. Со одбележувањето на овој патронен празник ја заокружуваме, како што кажав, јубилејната година, 80 години раст и развој на оваа институција. Па затоа сакам уште еднаш да изразам огромна благодарност до ректорот на нашиот универзитет за неговата несебична поддршка и да кажам дека нашата соработка е стабилна, а допрва ќе се развива и ќе соработуваме со уште поголем интензитет. Огромна благодарност до градоначалникот на општина Битола, градоначалниците на општина Новац и општина Могила, советниците и сите вас директори за несебичната соработка, за тоа што придонесовте да имаме толку богата и значајна програма. Исто така, искрена благодарност и до пратениците кои што несебично ни дадоа поддршка, а очекувам уште поголема поддршка како од нив, така и од Министерството за култура и туризам за следната 2026 година, пред се за реновирање на старото историско крило на библиотеката, кое што е компактен дел од целосната библиотека и дел од Широксокак, а тоа е бисер на културното наследство во Битола. С големени надежи очекувам од сите вас и поддршка во понатамошниот период за библиотеката да го врати својот сјај како во нејзините најславни времења. Ви благодарам на сите и ги поканувам професорката
и писателот Илче Стојановски да пристапат и да го кажат својот говор. Прво Илче, а можете и двајцата. Повелете, ви благодарам. Особена чест и задоволство ми представува направот на прославата на светозрачниот празник, патрон на библиотеката Свети Климент Охридски Битола и 80 годишниот обстој, раст и развој на Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола, да ги промовирам библиографиите на 20 врвни научни работници и истражувачи и со своето обомно дело почитувани и вреднувани на ниво на Македонија и пошироко. Роднокрајни автори, битолчани, Александар Стериовски, персонална библиографија и Вера Стојчевска Антич, персонална библиографија втор дел. Овие две најнови библиографии во издание на Националната установа универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола во едицијата Познати личности оддел Роднокрајна библиографија ги составиле, уредиле и редактирале Гордана Пешевска и Катерина Пејковска, компјутерска обработка Гордана Пешевска, превод на англиски јазик магистар Емилија Стефановска-Дакова, чија поддршка како директор на установата воедно е особено значена за успешната реализација и печатење на овие библиографии. Печатени се во Графопром Битола и финансиски поддржани од Министерството за култура и туризам. Кога зборуваме за библиографија, тоа е дисциплина која се занимава со опис на ракописи, поединечни трудови апликации, како и со составување на нивниот подробен опис по азбучен, односно алфабетски или хронолошки ред. Исто со овој термин се означува името на самиот тој попис. Во описот на библиографската единица содржано е името на авторот, името на делото, местото и годината на издавање, името на печатницата, издавачот и форматот. Библиографијата може да биде општа, например национална, или специализирана по тема, автор, територија. Дескриптивна или описна, библиографија содржи информации во врска со илустрациите, хартијата, видот на буквите, цената и слично. Ретроспективна се занимава со изданијата од постарите периоди, а тековната со оние кои излегуваат непосредно по изработка во текот на изработката на библиографијата. Критичката библиографија содржи и мислења за вредностите на делото, додека применетата се задржува на изнесување на неговата содржина. Најстарата библиографија е Калимаковиот попис на книгите од Александриската библиотека од 3 век пред нашата ера. Библиографиите, како и целокупната библиотечна граѓа, денес стручно се конципира и обработува според меѓународните светски стандарди и прописи кои важат и се применуваат во библиотечното работење. Персонална библиографија за Александар Стериовски, истакнат научен работник од областа на историјата на македонската литература и историјата на Битола, хроничар и истражувач кој со особено чувство навлегува во односната проблематика, откривајќи ги тајните на истражувачкиот потпад, во сршта и најситните делови од сите аспекти на истражувачкото подрачје, со особена упорност, трудолюбивост и творечки интерес при создавањето на соодветното дело.
На крајот од библиографијата во дело статии и прилози Александар Стериовски животопис представен е животот и кариерен пат на авторот, според кој тој е роден 1933 година во Битола, дипломирал и докторирал на Скопскиот универзитет. На почетокот работел како професор по македонски јазик во гимназијата Мирче Асев во Прилеп 1958-59 година. Од 15 септември 1960 до 10 март 1972 година работел како професор по македонски јазик во земјоделското училиште Борис Кидрич во Битола. Предавал на Педагошката академија, подоцна на Педагошкиот факултет Битола како професор по југословенска литература и народна книжевност се до неговото пензионирање. Впрочем, тој беше на двете места кај што студиравме, беше професор и со особено задоволство се сеќавам на него за неговите предавања. Два пати бил проректор на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Бил визитник професор и учествувал на повеќе научни собори во земјата и во странство. Александар Стериовски има објавено преку 100 статии од областа на фолклорот, етнологијата, историјата на македонската литература и историјата на Битола и Битолско, како и книгите Брустик 1992, Последниот охридски гуслар 1994, Македонските слепи гуслари 1999, Велушина 2001, Водоснабдувањето во Битола пред водоводот 2008 година, Еден век Црвен крст во Битола 2012, Чествување 2014, Јавното здравство и превентивната здравствена заштита во Битола 2016, од серијалот Битолско десетокнижие ги објавил книгите Битола, Руската колонија 2003, Битола палијативи на театар 2004, Битола реката Драго во наше издание беше 2009 преку библиотека. Битола записи за злосреќи 2012, Битола спорт 2016, Битола калейдоскоп 2017, Битола градби 2020, Битола музика 2022. Бил раководител на големиот проект печатарството и издаваштвото во Битола во 3 тома во 1998-1999 година, тој повеќе време. Бил долгогодишен член на редакцијата на списанието Разбиток, иницијатор и главен и одговорен уредник на списанието Учител, организатор и активен учесник во традиционалната јавна трибина Битола и Битолско, истражувајќи, презентирајќи и публикувајќи стручни и научни трудови на теми од различни области, како од културно-историското, така и целокупното живење на градот и по широката околина во минатото и историските процеси се до денес. За својата плодна творечка активност Александар Стериовски два пати ја добил годишната 4-та најмска награда, а во 2014 година е добитник на Општинската награда 4 ноември за животно дело и ова признание беше поттикнато и предложено од нашата библиотека. Библиографијата содржи 436 библиографски единици за животот и творештвото на професор доктор Александар Стериовски, вклучени се монографски публикации, статии и прилози, како и библиографски единици за неговиот живот и дело. Статиите и прилозите се користени од македонските, некогашните југословенски простори и одредени странски периодични и серијски публикации, како и монографски публикации од фондовите на Националната установа универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, Битола и архивски податоци од авторот. Библиографијата има селективен карактер, обработена е релевантна граѓа, истражена во македонските списанија, Дневник, Битолски вестник, Нова Македонија, Просветен работник, Просвета, библиотечен трен, Утрински вестник, Его јавност, Инфомагазин, Екран, Време, Современост и многу странски списанија. Застапените единици се библиографски обработени девизу според ИСБД, меѓународен стандард библиографски опис. Истите се азбучно подредени според презимето и името на авторот или според насловот доколку нема автор. Класификацијата на библиографските единици е направена според постоечкиот УДК, систем универзална децимална класификација. Библиографијата е средена азбучно и содржи регистар на наслови и регистар на автори, како и посебно пагиниран прилог фотокопии од статии и прилози и фотографии. Регистарот на наслови ги содржи сите главни стварни наслови на библиографските единици, кои исто така е подреден азбучно. Регистарот на автори содржи имиња и лица,
кои што учествувале во создавањето на содржините на вклучената библиографска граѓа, како имиња на автори цитирани во библиографската забелешка. Регистарот е поделен азбучно, застапени се сите форми на имиња кои упатуваат на единствената именска определница. Вера Стојчевска Антич, персонална библиографија втор дел. Професор доктор Вера Стојчевска Антич, книжевен историчар и теоретичар, истакнат научен работник во областта на средновековната литература, чии бројни дела и активности од оваа сфера се познати и почитувани не само во нашата татковина, туку и многу пошироко. Првиот дел од персоналната библиографија за професор доктор Вера Стојчевска Антич беше составена, уредена и редактирана од нашите почитувани колешки Цветанка Дамјановска, Јоланта Бошевска и Елена Секуловска и издадена од Националната установа универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола во 2007 година. Поттик, предизвик и мотив за изработка на вториот дел на оваа библиографија беше големиот опус на научни истражувачки студии и импозантниот број на нејзини објавени монографски публикации на 50 за време од само 2 децении од издавањето на првиот дел. Имајќи ги го предвид овие факти, се наметна потребата за издавање на овој втор дел од персоналната библиографија, во која се представени нејзините дела од 2006 година до ден. Професор доктор Вера Стојчевска Антич досега публикувала на 1000 научни и стручни трудови, од кои 100 се посебни изданија. Воедно учествувала на голем број научни и стручни меѓународни и домашни собори, одржувала предавања во познати универзитетски центри Атина, Варна, Софија, Букурешт, Братислава, Киев, Краков, Катовице, Рим, Чикаго, Мајами, Колумбус, Темпи, Аризона, Торонто, Њујорк, Њу Делхи и други. Вера Стојчевска Антич е една од најплодните македонски автори, чија област и специјалност на истражување е средновековната македонска книжевност, исто така припаѓа во редот на најголемите и најпознати македонски лингвисти, што своите истражувања ги промовирала низ светот. После публикувањето на нејзините дела посветени на животот и делото на Блаже Конески, мојот професор пророк и векови светилник посветен на монашкиот живот во Бигорскиот манастир и Рајчица, Стојчевска Антич го звртува својот фокус и кон родниот град Битола со книгата Битолски вековити пораки. Поради своето огромно научно истражувачко и општествено дело, Вера Стојчевска Антич е носител на бројни национални државни награди, а во 2014 година ја доби наградата 4 ноември на општина Битола за животно дело. Една од позначајните награди за неја е наградата Златен крст на Бигорскиот манастир во знак за нејзиниот придонес и заработка за Бигорскиот манастир. Во библиографијата се вклучени монографски публикации, статии и прилози како и библиографски податоци за нејзиното творештво. Библиографијата содржи 400 библиографски единици за творештвото на професор доктор Вера Стојчевска Антич, како сведоштво за нејзиното импозантно дело. Статиите и прилозите се ексципирани од македонски периодични и серијски публикации, како и монографски публикации од фондовите на Националната установа универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола и архивата на автора. Библиографијата има селективен карактер исто така. Настапените единици се библиографски обработени девизу, според ИСБД, меѓународен стандард библиографски опис, истите се азбучно поделени според презиме име на автор или наслов, доколку нема автор. Класификацијата на библиографските единици е направена според постојќиот УДК систем, универзална децимална класификација. Обработена е релевантна граѓа, истражена во македонските списања Македонија, Слободен печат, Нова Македонија, Просветен работник, Просвета, вестник, Библиотечен тренд, Утрински вестник, литературен збор, културен живот, македонски фолклор, спектар, прилози, кирило-методиевистика, его, јавност, инфомагазин, пензионер плюс, време, современо, стожер и други. Библиографијата содржи регистар на наслови и регистар на автори, како и посебно пагиниран прилог, фотографии, статии, прилози и фотографии. Регистарот на наслови ги содржи сите главни стварни наслови на библиографските единици, кои исто така е
подреден азбучно. Регистарот на автори содржи имења на лица кои што учествувале во создавањето на содржината на приучената библиографска граѓа, како и имења на автори цитирани во библиографската забележка. Регистарот е подреден азбучно, при што се застапени сите форми на имења кои патуваат на единствената именска определница. Ви благодарам на вниманието. Воедно им честитам на авторите, приредувачите и издавачот за својата упорност, посветеност и трудолюбивост при подготовката и реализирањето на овие проекти и им посакувам на тамошна успешна работа на полето на својата библиотечна дейност, таа плодородна мисија и привилегија, која им е зададена како современици на денешниот ден и иднината. Благодарам уште еднаш за укажаната чест и додар. Јас кратко би го поканила Гого, синот на Александар Стериовски, професорот и поранешен проректор, за да му врачам плакетата поскумно на еден од најголемите хроничари на градот. Това е посебно емотивно за мене, затоа што мојот дедо му беше професор и беше меѓу првите кои што дојде да ми честита за мојот мандат. Повелете и 2 библиографии и за професорката и за вашиот татко професорот. Ќе остави силен трак во градот. Голема благодарност пред седо директорката до библиотеката Битола, представникот Битолска митрополија, правоначалник ректор, совестниците присутни. Голема чест беше. Татко ми сакаше да би бил присутен, јас сум во него. Се извинувам, ако ти мотивам. Ја поканувам сестра Љубица од Католичката црква и господја Мира да ги подигнат благодарниците. Католичката црква Пресвето срце Исусово донира раритетни книги за во музејската поставка. Дадам една благодарница и една книга за историјата на библиотеката. Така, така се рада. Така. Благодарение на соработката со вас. Господја Мира е Хрватско-македонски центар Марко Марулич, таа е една од основачите и затоа е дојдена да ја прими во чест. Продолжи професорката. Почитувани битолчани, почитувани пријатели на книгата Измењето. Вечерва сме собрани не само да представиме неколку нови изданија и еден важен дигитален проект, туку, ако внимателно погледнеме, да ја прочитаме повторно и на нов начин биографијата на еден град. Биографијата на Битола, напишана во книги, фотографии, спомени, имиња, настани и живи човечки зборови. Јас не сум битолчанка и тоа веќе го знаете, го кажав тоа минатиот пат пред неколку месеци. Но може би токму затоа го чувствувам ова што денес е создадено со уште поголема восхит. Гледам град кој го знам најпрво од книги, потоа од разговори, па од роднини и пријателства. И денес го гледам и како голема библиотека под отворено небо. Во таа библиотека
Националната установа, Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола, е централната читалница, а делата што вечерва ги представуваме се незини најнови светли полици. Сево ова што ќе го споменеме, почнувајќи од дигиталната библиотека, монографијата за историјата и развојот на библиотеката, зборникот на роднокрајните автори од Битола, мојата Битола низ фотографии и каталог, брошурата Личности и настани кои што не се забораваат, списанието Библиотечен тренд не се само одделни проекти. Тие се делови од една иста приказна. Приказната за градот кој го чува своето паметење и за библиотеката која смело го отвора патот кон иднината. Во овој дух, дозволите ми најнапред да зборувам за најсовремениот чекор на нашата библиотека, дигиталната библиотека на НУП Свети Климент Охридски Битола. Оваа дигитална библиотека е нов, модерен книжевен дом. Дом што нема зидови, нема врати, нема ограничувања. Дом кој е отворен за секој, за студентот што подготвува семинарска работа и бара прв извор, за научникот што трага по ретка публикација, за наставникот што бара материјал за час, за нашиот иселеник од Австралија, Канада, Европа, кои сака да ја почувствуваат татковината преку страниците на една битолска книга. На едно место се собрани старите и ретки публикации, списанијата што ја носат историјата на градот, локалните монографии, библиотечните изданија, трудовите на битолските автори, културните каталози и брошури. Сето тоа дигитализирано, зачувано, прегледно, со едноставно притискање на едно копче. Таму, во тој виртуелен фонд, не се чуваат само PDF документи, туку и сеќавања, вредности, цел еден слој од културниот живот на Битола. Со овој проект библиотеката со сигурен чекор застанува рамо до рамо со современите европски институции, но уште поважно, го исполнува највозвишениот повик на својата мисија, да го чува знаењето, да го заштити културното наследство и да го направи достапно за секого. Дигиталната библиотека станува мост меѓу старото и новото, меѓу калиграфскиот ракопис и блесокот на екранот, меѓу тишината на читалницата и брзината на денешното секојдневје. Во суштина, ова е проект кој ни кажува една јасна порака. Традицијата не се губи кога доаѓа новото време. Таа се преобразува, за да живее уште подолго. За оваа преобразба потребни се визија, упорност и голема љубов. Токму таа визија ја препознаваме во раководењето на директорката Емилија Стефановска-Давкова и во трудот на сите библиотекари што работат зад сцената, во скенерските простори, во каталогизацијата, во дигиталната обработка. Нивната работа не е гласна, но резултатите се многу гласни за сите нас. Втората голема творба која заслужува посебно внимание е двојазичната монографија Свети Климент Охридски Битола, историја и развој од 1945 до денес, 2025 година, авторско дело на магистер Емилија Стефановска-Давкова. Оваа книга е повеќе од институционална историја. Таа е внимателно искаена приказна за 80 години постоење на една библиотека која растела и созревала заедно со градот. Авторката не ја представува библиотеката само како збир на книги и сигнатури, туку како жив духовен организам, место каде што цивилизациите се сретнуваат, каде што писменоста се негува, каде што културната меморија се чува и се обновува низ децении. Еден од најсилните сегменти е делот посветен на долгата традиција на писменост во Битола и Битолско. Приказ кој не започнува во 1945 година, туку многу поназад, со Битолската плоча од 2016 година, со манастирските скрипториуми, со богатите ракописни збирки.
Авторката го потврзува овој континуитет од монашките книгохранилишта до современиот библиотечно-информативен центар, покажувајќи дека библиотеката денес е наследник, а не случаен продолжаток на еден стар културен пат. Особено впечатливи се страниците за манастирските библиотеки во регионот, нивната улога во зачувувањето на словенската писменост, драматичните судбини низ војни, пограбувања и уништувања. Тие пасуси се читаат како тивка, но силна одбрана на важноста на секоја книга и секоја буква како сведок на времето. Вториот дел од монографијата го следи конкретниот развој на библиотеката од 45-та година до денес. Нејзините простори и преселби, збогатувањето на фондовите, трансформацијата во универзитетска библиотека и нејзината улога како современ културен и образовен центар. Напишана со научна јасност, но и со длабока внатрешна почит, монографијата остава чувство на гордост, не само за институцијата, туку и за луѓето кои ја граделе нејзината вертикала. Оваа книга е истовремено и хроника и благодарница до сите оние што низ годините ги чувале библиотечните фондови, ги ширеле услугите, ги воделе читателите низ лавиринтот на знаењето. Покрај неа, библиотеката ја создаде и втората двојазична монографија, подпишана од магистер Емилија Стефановска-Даткова и доктор Анита Ангелевска, со значајна стручна поддршка од магистер Зоран Јанакиевски, Слободан Пачовски, Илче Стојановски и Маријан Колевски. Ова визуелно и документирано издание ја представува библиотеката низ фотографии, архивски извори и современи графички решенија, како жива динамична институција која постојано се преобразува, но ја задржува длабоката врска со својата традиција. Монографијата посветена на 80 годишнината од постоењето на Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски Битола представува впечатливо, документарно и длабоко промислено сведоштво за развојот на една од најзначајните културни институции во Македонија. Книгата гради јасна слика за тоа како скромната библиотека, основана во 45-та година, израснува низ 8 децени во современа универзитетска установа, жив центар на образование, култура и дигитална трансформација. Монографијата е систематски организирана. Хронолошки ја следи историјата на библиотеката, прикажувајќи ги клучните периоди, раководствата, развојните проекти и издавачката дејност. Особено впечатлива е врската што авторите ја воспоставуваат меѓу библиотеката и културниот и духовниот континуитет на Битола, потсетувајќи дека градот има богата средновековна книжевна традиција која датира од 9 до 17 век. Библиотеката која го носи името на Свети Климент Охридски е представена како природен наследник и чувар на тој повеќевековен писмен континуитет. Покрај историската рамка, монографијата силно ја нагласува современата улога на библиотеката, дигитализацијата, мултимедијалните програми, наставно-научната поддршка, како и во динамичната комуникација со читателите од сите возрасти. Таа не е само депо на книги, туку отворен културен форум, место каде што се среќаваат традицијата и модерните технологии. Во рецензијата е подвлечено дека монографијата успева да прикаже една широка живописна слика, истовремено документирана, аналитична и топла, која ја слави библиотеката како простор на знаење, меморија и иднина. Посебно место во денешната панорама го зазема зборникот 20, издание посветено на 20 годишниот јубилеј на роднокрајните средби на битолските писатели. Преку него им се оддава почит на 20 години љубов кон родното, кон македонскиот јазик и кон она тивка, но длабоко важна книжевност што расте
од овој град и од неговите луѓе. Во овој зборник се застапени имињата што не воделе во минатото и имиња што создаваат во сегашноста. Професор доктор Даниела Андоновска-Трајковска, Петре Димовски, професор доктор Златко Жоглев, Милица Димитриовска-Радевска, Билјана Котевска-Димко, Весна Мундишевска-Велјановска, Добре Тодоровски, Сања Мочкајева-Видановска, Илче Стојановски, Игор Трајковски Фоја, Светлана Папачек, Лили Божевска, Никола Ристевски, Аница Базлатевска, Божин М. Андоновски, Марија Трифуновска-Тасеска, Митра Дупчиновска и Дана Ембелеска. Нивните гласови и нивните зборови во овој зборник се живо сведоштво за нашата литературна традиција. Во изданието се вградени творби на автори кои не се учесници на оваа средба, но нивниот печат останува траен. Елима Казлиева, Христо Петрески, Мирјана Стојановска, Зоран Пејковски, Љубер Митрејчевски и Елизавета Јончич. Нивните имиња во ист ред со денешните автори покажуваат дека книжевноста ја надминува времето. Темата на јубилејното издание, моите зборови запишани во споменот за идните генерации, дава длабоко значење на секоја песна, секој расказ и секој личен запис. Во тие текстови лежи нашиот родов корен, нашата културна меморија и нашиот идентитет. Зборник 20 е повеќе од публикација. Тој е мост меѓу генерациите, сведоштво дека корените не се само географија, туку внатрешна припадност. Со ова издание библиотеката уште еднаш ја потврдува својата улога не само да ги чува книгите, туку и да создава дом за нови. Без овие зборници, многу текстови би останале непознати, недочитани, расфрлани во времето. Зборник 20 е жив доказ дека роднокрајното творештво воопшто не е маргина. Тоа е корен, матичен јазов на едно големо културно дрво. Битола преку овој зборник зборува за себе, однатре, со свој глас и со своја душа. Мојата битола, фотографии и каталог. Ако во зборникот ги слушавме гласовите на авторите, во изданието Моја битола, фотографии и каталог не гледа всушност самиот град. Реализирана од библиотекарките Вера Марковска и Марија Марковска, оваа книга е нежна, внимателна и прецизна визуелна приказна за битола. Тоа е каталог, но и албум на чувства. Фотографиите промислено одбрани, уредени со чувство за историја, композиција и естетика, ни ја покажуваат битола како жива сцена, улици што зборуваат, фасади што паметат, дворови што дишат, детали покрај кои минуваме секојдневно, а ретко ги забележуваме. Секој кадар е мал спомен, секоја страница представува подарок на авторките кон градот во кој работат и живеат. Во објективот не е фатена само архитектурата, туку и атмосферата. Утринска светлина на широк покак, сенки на старите врати, прозорци што гледаат кон минатото, калдерма што ги памети чекорите на некои изминати генерации. Ова издание е подарок за сите што сакаат да ја видат битола низ поинаков чувствителен поглед и воедно е потсетник дека убавината на градот не е само во големите познати слики, туку во секој мал детал кој не ќе го забележи и ќе го зачува, било во фотографии, кој некој ќе го забележи и ќе го зачува, било во фотографија, било во сеќавање. Фактот што ова дело е создадено од библиотекарки не е случајност, туку символичен потек. Тие кои секојдневно се грижат за книжевните слики на светот, тука создаваат една визуелна книга на својот град. Библиотеката станува и галерија, а каталогот посебна тивка изложба која може да се прелистува. Брошурата Личности и настани кои што не се забораваат во уредништво на магистер Емилија Стефановска-Давкова
магистар Гордана Георгиевска-Неделковски и Маријан Кулевски е мал познат по значење духовен и образовен документ. Ова издание е дел од проект посветен на значајни датуми од нашата историја и има јасна мисија да го зачува сеќавањето на личностите и настаните што го обликувале македонскиот идентитет. На овие страници, преку кратки, визуелно внимателно дизајнирани биографски и историски прилози, се среќаваме со делата на Свети Климент Охридски, со мисијата на светите Кирил и Методи, со визионерството на Крсте Петков Мисирков, со творичката сила на Блаже Коневски, со револуционерниот подвиг на Кочо Рацин, со идеалот на Гоце Делчев. Посебно место им е дадено и на темелните датуми од македонската државност. Илинден, Асно, 11 октомври, 8 септември, како столбови врз кои се потпира нашето колективно сеќавање. Во време кога брзината на информациите често ја потиснува длабочината на знаењето, ваквите брошури се како мали, но силни сидраци. Не придружуваат за историјата, за да не однесат струите на заборавот. Ова издание ни порачува дека идентитетот се чува преку знаење, преку спомен и преку благодарност за оние што чефореле пред нас. Заборавот, вели оваа брошура, не сме да биде наш избор. Библиотечен тренд број 6061. Конечно дојдовме и до него. Издание кое ја покажува библиотеката во нејзиното професионално, стручно и развојно лице. Овој број е богат мозаик од текстови што заедно ја представуваат библиотеката не само како институција, туку како културен организам што расте, се развива и се приспособува кон современите потреби. Во него се опфатени активностите на библиотеката, меѓународни соработи, културни настани, едукативни програми, промоции и изложби. Стручни и научни трудови од области на библиотекарството, за дигитализацијата на фондовите, за библиографската култура, за новите начини на организација на знаењата и услугите. Културни прилози, мемуари, осврти кои ја доловуваат душата на Битола и незината богата традиција на литература и култура, документацијски дел со статистика, проекти, библиографски податоци што нудат јасна слика за развојот и дејноста на библиотеката. Со право можеме да кажеме дека библиотечниот тренд е архива на сегашноста. Тука, на овие страници, се регистрира она што денес се прави, за утре да може да се чита како историја. За професионалците, ова списание е алатка. За граѓаните пак, сведоштво дека за секоја културна програма, за секоја промоција, за секое дигитално издание стои сериозна систематска работа. Почитувани битолчани, драги пријатели на словото. Ако се обидеме да ги погледнеме сиве овие изданија и проекти заедно, ќе видиме дека тие сочинуваат една голема заедничка книга. Во таа голема книга едно поглавје зборува за минатото и традицијата, друго за сегашниот пулс на културниот живот, трето за иднината и за новите технологии. Едно поглавје посветено на градот и неговите улици, друго на луѓето и нивните судбини, трето на професионалната грижа за знаењето. Сите овие страници имаат и свој човечки подпис. Во прв ред тоа е подписот на директорката Емилија Стефановска-Давкова. Незината работа овде не е само административна функција. Таа е уреднички подпис, истражувачки труд, визионерски потек од идејата за дигиталната библиотека преку создавањето на монографијата, па се до уредништвото и поддршката на останатите изданија. Со својата енергија и истрајност таа покажува што значи да се биде современ библиотекар и културен работник.
да се гледа напред, но со почит кон корените. Да се создава ново, без да се заборави старото. Да се отвора библиотеката кон градот, кон универзитетите, кон светот и кон диаспората. Заедно со незиниот тим библиотекари, технички соработници, автори, уредници, таа докажува дека една библиотека може да биде и храм на книгата, и модерна медиатека, и граѓански културен центар. Од позиција на човек кој не е роден во Битола, но кој со голема почит гледа кон ова што тука е создадено, можам да кажам, оваа библиотека со овие дела е причина за гордост не само за битолчани, туку за сите нас што веруваме во силата на словото. Затоа дозволете да завршам